Христос воскресе! Не можам да се изнасмејам. Многу ме радува овој број на посетеност што Владе вечерва. Тоа значи дека короната не победи. Бевме во исчекивање да дојде овој момент да повторно заживе оваа манифестација највеликденско јајце 23-та. Самите слушнавте, самиот почеток на манифестацијава беше одбележан со дел од воскресните песни на хор Калис Разоградски. Во овој момент голема чест и задоволство ми причинува да го најавам протоиерей Стефан Санџаковски да одржи беседа за празникот. Најмили мои браќи и сестри, стружани мои, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Радост ми доноси. За овој ден над сите дни, за овој празник над сите празници, за ова торжество над сите торжества, како што се изразува големиот византиски поет и ненадминат философ Свети Јован Дамаскин, за денот на светото и светото Христово воскресение, се напишани небројни книги, илјадници страници. А од сето тоа треба да се извлече некој екстракт, некој концентрат на знаење и доживување што ќе ви биде денес пренесено од мојата немушта уста, која што во секоја година на овој ден доаѓа и нешто ми зборува, се надевам дека не сум ви веќе досаден. Еве веќе со брат Ристи ги броевме деновите на траење на оваа чудесна манифестација. И избројавме цели 17 години, иземајќи ги двете промашени години како резултат на фамозниот ковид. Ама денеска, после 2 годишната пауза, гледам дека стружани живееле и жеднееле за ова средба и за овој ден. И јас ја споделувам радоста на брат Христо заради вашето огромно присуство. Се разбира, на оваа манифестација, зад оваа манифестација стои на екипа на организатори, предводена од нашиот брат во Христа Господа Христо Миладинов, кој што е предводник и еден вид спиритус мовенс на овие великденски свечености својствени за нашиот град. Сепак од мене се очекува да се изрази теологијата и философијата на светиот пасхален ден и празник. Секој обид, реков, да го кажам во кратко тоа што во илјадници страници е запишано,
не верувам дека ќе биде успешен. Но многу поуспешен од секое мое вербално кажување за светиот пасхален ден е сликарот од манастирот Хора во Константинопол. И фреската што ја изобразил во чест на светиот пасхален ден. Ктитор на големиот монашки центар во Цариград е познатиот философ и културен деец на тогашна Византија Григорий Метохит. Тој го соградил манастирот Хора. Самото име Хора е дел од името на тој манастир, кој што се вика Христос, земја на живи. Христос, хоратон зондо. Таа фреска, браќи и сестри, ја имаме на пано пред вас. И во неа големиот теолог и иконописец од Цариград Христа го представил облечен во бела облека исткаена од надсветлостите божествени енергии и сили, односно од надсветлосната светлина Божја во која што Христос беше облечен во денот на светото воскресение. И веднаш потоа Христос во саботниот ден се симна во Адом. Тој безпросторен простор во кој што живеат сите до христијански или предхристијански народи, и им се откри како единствен вистински Бог, по кого што копнеа сите до христијански народи, предводени од најумните мислители и философи на своите епохи. И токму таа средба Христова со нив Константинополскиот зограф ја изобразил. Така што Христос во Адот им подава рака на нашите првородители, прататкото Адам и прамајката Ева. Ги извлекува од Адот, а преку нив ги извлекува сите до христијански народи и племиња, кои што без исклучок биле теистички, боголюбиви, богокопнежни, народи кои што живееле да го познаат вистинскиот Бог. Меѓу нив се видливи нивните умни предводители, какви што биле Аристотел, Платон, Хесиод, Хомер. Во грчката или грчко-римската култура, а Буда, Конфучие и сите други големи, далечно источни мудреци и философи. Сите тие браќи и сестри умреле во овој свет без да најдат одговор за прашањето на смртта. И нивната тага била неисцелена тага. А нивниот живот со смртта како победителка на животот, целосно обесмислување на историскиот живот и опстој во овој свет ваков како што го знаат. Токму нив, прво Христос им се јави, за да им го даде одговорот што тие сами по својата мудрост не можеа да го добијат.
Im se javi, za da im kaže дека смртта е победена и дека смртта не е последната станица од животот на човекот, туку нешто со што ништо не се завршува, но нешто со што се почнува. Христос со симнувањето во адот ги отвори перспективите на вечност. Тоа што во теологијата се нарекува есхатолошка димензија на животот на човекот и на светот. Па гледајте, браќи и сестри, што славиме денеска. Денеска славиме победата на животот над смртта. Денеска ја славиме смислата на живот. Денеска знаеме дека ништо со смртта не се завршува. И токму затоа, браќи и сестри, Стружани денеска ја слават манифестацијата највеликденско јајце. Која е врската помеѓу светата Пасха Господња и јајцето воопшто? Символична се разбира, ама христијанското поимање на символот не е еднакво со западното философско поимање на символ. За нас христијаните, тоа што символизира зад себе го крие символизираното, и помеѓу символот и символизираното нема провалија, нема онтолошка празнина, како што не постои празнина помеѓу кожата на нашето тело и се она што се содржи зад неа. А зад неа е содржан целиот наш живот, целата многу сложена антрополошка структура на човечкиот телесен и душевен организм. Така Христос, браќи и сестри, го ставаме во врска со јајцето, бидејќи во јајцето живее животот што ќе се роди. Животот што ќе се роди е пиленцето што ќе се испили од јајцето. Но до испилувањето на јајцето, народски опеано како нигде дупче ни прозирче, совршено стегнато и затворено од сите страни, дава или оддава слика или представа на гроб. Така беше телото Христово положено во гробот, мртво и безживотно. Дури светите апостоли, Клеопа и Лука, патувајќи од Ерусалим на кај селото Емаус, беа зачудени како е можно да умре тој за кој што смета дека е спасител на светот. Бидејќи тие беа сведоци на неговата смрт и на неговото погребение. А потоа ја слушна веста за тоа дека гробот во кој што Христос бил положен е празен. И тоа силно ги ужасна. Како е можно? Што се случува со телото на нивниот сакан учител? Тоа што се случи со нивниот сакан учител е тоа што денеска го славиме. Тој воскресна. Тој премина од смрт во живот. Така што го победи гревот, причинител на болеста
и болестта која што е причинителка на смртта. Така Христос, кој што не знае за грев личен и не знае за лична смрт, туку нашиот грев и нашата смрт ги прими како своји, го победи нашиот грев и нашата смрт. И ги раскина, ги искаши контурите на историскиот свет, на историското време, на историскиот човек, отварајќи му ги перспективите на небесниот град, вечниот и незаоден град на троичниот Бог Ерусалим. Така, најмили мои, од гробот се роди животот несмртен, како што пиленцото се раѓа од јајцето, како што пиленцето се испилува од јајцето. Затоа јајцето станува символ на светото и светло Христово воскресение. И со него ние се поздравуваме и го благовестиме радосно вечниот и несмртен живот, што Творецот на овој свет и Творецот на човекот го создава и со него не дарува сите. Затоа, браќи и сестри, Великден или Светата Пасха Господња, тој свет премин од овде таму, од смрт во живот, не е празник од локално значење, или само празник не на група, на луѓе, на еден народ, на едно племе. Великден е празник на целото човештво, браќи и сестри. Еден добар дел од човештвото воопшто не е свесен за она што досега го кажа. Но Христос не умре и не воскресна само за еден дел од човештвото, туку за сите буквално, од Адам, првиот човек, до последниот што ќе се роди, до неговото второ доаѓа. И ние, браќи и сестри, нашите тела да ги претвориме во простор, во кој што ќе се заметне животот несмртен. И во денот на нашата лична Пасха, за во денот на нашата лична Пасха да се случи тој голем премин наш од овде таму, од смрт во живот, за да соградиме вечна и несмртна заедница со нашиот сакан Христос, како што го нарекува свети Јован Богослов на крајот од Светото Евангелие напишано од неговата рака. Грјади, грјади, Христе, дојди, дојди, најсладок наш Христос. Нему слава во веки. Амин. Христос воскресе. Во наредниве минути дел од членовите на драмското студио Миладин ќе изведат еден краток игроказ Вера, надеж и љубов. Да напоменам дека овој игроказ е спремен од текст на учителката Карамачовска Данче и многу успешно соработувавме додека се напише и додека се спреми целата представа. Дали ова не биде поттик да ако некој други сака и има желба и умее да напише некаква таква слична на ова, можеме да ја спремиме до година, па ето предизвик за секој еден иден писател.
А сега да ја погледнеме представата Вера, надеж и љубов. Другарчиња, дали се сеќавате што учевме минатиот пат на часот по веремалка? Да, се сеќаваме. Па зарем може да заборавиме такви прекрасни работи, да прекрасним нашиот Господ Исус Христос и да прекрасната наша православна Христова вера? Секако дека не можеме да ги заборавиме сите овие работи кои им даваат смисла на нашите животи. Вие сигурно веќе знаете дека христијанството е живот, а жив е само оној кој има вера, оној кој има надеж и оној кој има љубов. Верата, надежта и љубовта се трите најголеми христијански добродетели. Ајде да повториме неколку убави мисли за нив и за Бога. Верата е зрак, Надежта е светло. љубовта е сончевиот круг. Љубовта во се верува, на се надева и никогаш не престанува. Бог е љубов. И оние кои се нарекуваат негови ученици, ќе се познаат по љубовта која имаат помеѓу себе. Бог е се милости. Тој земе обличие на слуга и стана човек, за да му биде светлина на светот и за да го спаси. О, чудесно, живототворно, божествено православие. О, пресладок наш Христе! Најмили мои другарчиња, Да? дали чувствувате Што да тоа? Па како ни горат срцата, додека славословиме за Бога? Да, чувствуваме. Нашиот тројчен Бог ги стопи со својата божествена љубов. Еј, другарчиња, Што е? Еве пристигнува и нашиот сакан веручител. Добар ден, деца мои. Добар ден, учителу! Седите, седите. О, види колку се радувам. А зошто, учителу? Затоа што, дечиња, гледам како вашите лица блескаат. Блескаат како несотворената Божја светлина да ви ги допрела срцата. Што значи, сигурно сте разговарале за возвишени работи. Да, учителу. Се подсетивме на минатиот час, на кој Божјото Слово преку вашата уста стигна до нашите срца. Одлично. И ја разгоре во нив љубовта кон Бога. Одлично, дечиња мои. А, учителу, Да, може ли да продолжиме да пиеме од изворот на живата вода? се разбира дека може. Да продолжиме да славословиме за Бога кој постои во нас, околу нас и во секое создание. Секако, најмили мои. Бог ја гледа вашата неизмерна љубов кон него. И се повеќе и повеќе ви се открива. Тоа е всушност и нашата вера, откровение. Тој премудриот ќе ви открие дека вашите срца треба да ги украсите со чиста и непоколеблива вера, со божествена љубов и вечна надеж во неговата милост. Но, учителу, Да? како да стигнеме до чиста и непоколеблива вера? Еве вака. Како прво, очистувајте ги срцата од страсти. Како второ, од лоши помисли. А трето, од лоши дела. А како најважно, служете му на Бога. И славете го Бога и во добро, и во зло. А учителу? Молим, Како да стекнеме божествена љубов? тоа е добро прашање. Само љубовта е она што со делење се умножува. Еве вака. Правете им го на другите она што сакате тие да ви го прават вам. И божествената љубов ќе се всели во вашите срца. А како секогаш да имаме надеж? Ако се здобиете со верата и љубовта, и надежта ќе биде гостин во вашите срца. Ќе имате надеж во неговата милост и надеж за живот во идниот век. Учителу, Молим, повторно горат нашите срца. Да, горат. затоа и се радувам, дечиња мои. Најважното не е видливо за очите. Само со срцето може да се види најважното. Само со срцето може да се види Бог. А
Вашите срца догледаат Бога. И затоа горат од небесна љубов. Ама сте смешни. Слушате ли вие што зборувате, а? Секако дека се слушаме, но учителу, што значи ова? Смирено, дечиња. Сега ќе видиме. Господине, ајде, објаснете ни што сакате да докажете. Со очите не можело да се види најважно. Така не може. Ајде, покажете ми го тој ваш Бог. Па јас да поверувам во сите глупости што ги наслушам. Ама тоа не се глупости. Господине, да ве прашам нешто. Прашај. Зарем вие не верувате во постоењето на Бога? Не. Не верува. Така не верувам. Добро. Зарем не ги љубите вашите ближни? Па сега... Зарем не се надевате на живот вечен? Не. Јас верувам во постоење само на она што ќе го видам. Ајде, покажете ми го тој ваш Бог. Вашата вера, надеж и љубов. Па јас да поверувам во нив. Другачиња, па дали го слушнавте ова? Да, го слушнавме. И оно што го кажува чичкото не е исто како оно што ни го кажува нашиот вероучител. Да, овој чичко сака да му го покажеме нашиот Бог, за да поверува во него, да му ги покажеме верата, надежта и љубовта. Па да поверува и во нив. Па зошто се чудите? Луѓето често пати се збунуваат и не можат да поверуваат во нешто кои не се види за телесните очи. Право си. Ете, и јас почнав да се чувствувам некако збунето. Но зошто? Па како можеме да ги видиме верата, надежта, љубовта и Бог, кога тие навистина се невидливи? Да, невидливи се. Не се видливи за телесните очи, но стануваат видливи. Кога? Па, кога се однесуваме со почит кон родителите, кога ги посетуваме болните, кога ги храниме гладните и ги надлажуваме жедните, кога ги посетуваме затворениците и кога ги облекуваме на облечените. Да, во право си. Секогаш кога ќе направиме добро дело, ја сведочиме нашата вера. Го сведочиме оној во кој веруваме, оној кој го любиме и оној на кој се надеваме. Но Бог никој и никогаш не го видел. Па, како да веруваме дека тој постои? Може би чичкото е во право. Да, точно така. Бог никој и никогаш не го видел. Но блажени се тие кои не го виделе, а поверувале. И апостол Тома барал докази за својата вера. Верувал, но сакал да ги види. И добре, раните од клинците на раците Христови, раните од клинците на нозете Христови и да стави раката своја во раната на ребрата негови. Точно така. Сакајќи да го исполни барањето на Тома, Господ му се јавува на Тома и на останатите ученици. Во 8-миот ден по воскресението и го повикува Тома да ги допре неговите рани и да не биде неверен, туку верен. А Тома, гледајќи го воскреснатиот Христос и допирајќи ги неговите животодавни ребра, воскликнал: Господ мој и Бог мој. Зарем да се лутиме што некој сака да види за да поверува? Зарем нашиот Бог не сакал да ја врати изгубената овца во своето стадо? А таа ни солзи да му воскликне: Господ мој и Бог мој. Не, нема да се лутиме. Па и ние сакаме сите луѓе да поверуваат и да се спасат. Наместо во темнина, да зачекорат во светлина. А да го повикаме нашиот вероучител, тој сигурно ќе знае како да помогне. Да го повикаме. Учителу! Учителу! Што е дечиња мој? Учителу? Да? Ова е чишкото. Малку не збуна со неговото кажување? Избуна? Да, не збуна. О, па колку ме разочарувате сега. Но зошто? Па затоа што сте толку маловерни. Зарем дозволувате ли еден неверник да ве поколева во вашата вера? Ама не, само... Само што? Добро, почекај. Господин, ќе бидете ли љубезен да дојдете со мене? Да, сега. Деца, дали го гледате овој човек? Да, го гледаме. Добро. Дали тој има раце? Има, како не, еве ги гледаме.
Дали той има нозе? Има, ги гледаме и нив. Дали има глава? Има и глава. А ги гледате ли очите на неговата глава? Да, ги гледаме. А носот? Погледате ли носот на неговата глава? Да, носот го гледаме. А ушите? Гледате ли ушите на неговата глава? Да, ги гледаме. Значи на главата има и уши. Има. Добро. Сега да ви прашам нещо. Дали го гледате мозокот во неговата глава? Не го гледаме. Значи? Значи по неговата теорија, она што не го гледаме не постои. Значи и неговиот мозок не постои. Ама чекајте. Значи, тоа што не го гледаме не постои. Како тоа? Знам дека имам мозок. Па и ние имаме Бог. Не се гледа, не значи дека не постои. Вие рековте дека верувате со она што го гледате. Постои и мојот мозок и вашиот Бог, односно мојот Бог. Ми го дал тој мозок. Неважното не може да се види со очите. Така е. Бог може да се види само со срцето. Само со мекнатото срце. Простете ми, најмили мои. Простено нека ти и од нас и од Бога. Од овој миг невидливиот Бог ќе биде постојан гости и во моето срце. Сега знам и верувам дека тој се милостивиот. Изобилно ќе го дарува со вера, надеж и љубов. Најдраг наш учител, Да. вашата мудрост истоплува и скаменетите срца. Тоа е словото, дечиња мој. Тоа е нашиот Господ, Исус Христос. О, Господи, името Ти е љубов, не отфрлај на нас заблудените. О, Господи, името Ти е сила, оснажи не, ќе сме изнемоштени и паѓаме. О, Господи, името Ти е светлост, просветли ги нашите души, помрачени од животните страсти. О, Господи, името Ти е мир, смири ги вознемирените души наши. О, Господи, името Ти е милост, не престанувај никогаш да не милуваш. А сега, што успеавме да научиме денес? Успеавме да ја вратиме изгубената овца во своето стадо. Дојдовме и до очекуваниот момент од она све што имавме пристигнато, добиено, да издвоиме нешто за кое заслужува и награда. Се разбира, во наградниот дел организаторите се потрудија да обезбедат икони, книги и седиња за наградените. За тоа повеќе ќе не информира Александар Дејков. Христос воскрес! Ево, после пауза од нели 2 години заради COVID, повторно се враќаме на доделување награди за најуспешни остварувања. Пропозициите беа јасни, со јасно нагласена дека остварувањата треба да бидат во една православна традиција за нас својствена за нас. Па така издвоивме 20 награди кои што од нив ги издвојуваме. Има дел се слики, нацртани цртежи, дел се песнички двесе и неколку остварувања се од највеликденски јајца. Па да одиме со ред. Ова што се од слики прво, би ги издвоил овие Јана Брангаловска, така е шифрата нејзина, односно пасвордот е нејзиното име и презиме, па нејзе ја покануваме да добие награда за најуспешно остварување. Пеперутка 1907 во заграда Тројка. Се работи за цртеж.
Chcete li ste se tuka izložili? Jedan, dva, tri, JK. 1, 2, 3, JK, to je akvarelna tehnika, ona slika tamo pesno. Ako je tuka, neka pristapi da je primi nagrada. Četiri cveće. 1, 5, 6, 4, od zagrada jedinica, nacrtan crtež gumuli. Jedan 904, razpetje gomoli, nacrtan. Šestата je pesnička, poet 1, 2, 3. Znači, molim me da dojde. Običajno pesnički neke čitame predsite, tako da... Za našето спасение не победи за Твоето смирение. Прости ми, Господи, голям съм грешник и ослободи ме от студени земани тежки. Пророкуванията на пророците ги свърши, портите на Адот ги скърши. Прости ми, Господи, голям съм грешник и ослободи ме от големи земани тежки. Го победи целият ад, го избави човековият пат. Прости ми, Господи, голям съм грешник и ослободи ме от студени земани тежки. На смъртта и дойде край, го зарадува целият рай. Прости ми, Господи, голям съм грешник и ослободи ме от студени земани тежки. Тежките патеки лесно дойдеш, за като цар на земята да дойдеш. Прости ми, Господи, голям съм грешник и ослободи ме от студени земани тежки. И на сите луѓе ќе им судиш, целиот народ ќе го пробудиш. Прости ми, Господи, голям съм грешник и ослободи ме от студени земани тежки. Избави ме, Господи, от светлието и от сиот грех и зло по битието. Прости ми, Господи, голям съм грешник и ослободи ме от студени земани тежки. Уште една песничка со шифра 27072005. Великден. Со душа го чекаме, со полно срце го славиме. Великденски јајца го јадисуваме, семејни госпи правиме. Сонцето се топлина не милува, Бог со насмевка не давува. За грешките се каеме и молитви прекрасни ткаеме. Радоста детска на секого му е мила. Папцаните јајца ги диткаме во црвена свила. Со румени обрачиња од вино, секој извикува силно. Христос воскресе, а друг го поздравува милно. Навистина воскресе. Со еден топол аплауз да го поздравиме овој човек овде, кој не е што е само режисер за најпрекрасни програми. Тие и ќе се одржуваат во изминатите децении. Човекот кој на секоја груба не пречекува со топла преградка и блага насмевка, Христе Миладин. Одиме следно за наградените јајци. Христос, значи шифрата е Христос, се работи за јајце, Христос иконопис,
nacrtan vaka od tempera na bela osnova. Koji što je tuka? Evo. Druga nagrada je dinožito, se работи за јајце вака со нацртано во туш и фломастер. Па, значи се вика виножито. Кој, ако е тука борец, да дојде да се подигне награда. Ако не е тука, да има план. Пеперутка 1907 во заграда двојче нешто, така? Запишана ова шифра. Сликано во тендера се работи една многу сладка црквичка со камбанарија, со зрбов, со сина позадина и птици. Понатака е Сонце 19/7, црква со црчиње во темпера на цртана. Со црчиње во темпера. Ова е тоа. Шифра 103. Работи за јајце со точки и бои. Значи, ова е во темпер, пак е работено. Ова е со шифра 103. Во темпер. Јајце со цветче. Значи, тоа е ова овде јајце. Ова е обид вака во темпера Јајце клон, тоа е, немаше шифра, значи ние го нарековме јајце клон, тоа е ова остварување, вака изгледа скулптурално дотерано. Очигледно некој детенце го направило, нешто, ево, и вредно е за награда. Ако е нека, Јајце лебед во темпер. И ова нема шифра, ево во темпер е нацртано, така во езеро, да речам, лебед нацртан, многу убаво е. Како остварување, секој може да го види доколку е тука. Тука е. Ова е исто така без шифра, се работи за аранжман очигледно детски, се работи за две јајциња жолти, скулптурално обработени со едното како излезено и пилја, другото доктор Мислев. Вака е аранжиран. Ако е некој тука, да дојде да си подигне наградата. Е тука ли? Од Луково е. И последното е јајце јагне, тоа е значи повторно скулптурално обработено вака со памук и така да ако е тука исто и она што веројатно треба
требаше да биде прво, а јас не сакајчи го ставив последно, е вредните рачиња од градинката Петеровка, со исто така вредните учителки воспитачки, кои што многу се потрудија и таму имате цел еден штанд од нив обезбеден да дојдат и да си ја подигнат ова заедничка награда, вредна за сите нивни остварувања и Сваќаја навака да стикаме. Застани така. Ето, ајде, ајде. Гостината во градинка, пробиена на телка Многу ми е жал да се разделиме, ама понатаму немаме ништо спремено повеќе. Още последното нешто што успеаме за оваа година, па ќе се потрудиме до година да внесиме и нови форми, ќе измислиме нешто.